Вен Женшун е првиот амбасадор на Народна република Кина кој остварил посета на општина Крива Паланка. При посетата тој се запозна со работата на локалната самоуправа. Посети конфекција основана со кинеско-турска инвестиција. Присуствуваше на пинг-понг турнир, а ги посети и градскиот музеј и манастирот Свети Јоаким Осоговски. Мислам дека имаше една исцрпна посета и запознавање на нашата општина со сите оние знаменитости и со самата општина со местоположбата. Сметам дека ќе одиде со убави импресии од нашата општина. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски нагласи дека било разговарано и за понатамошна идна соработка на економски и културен план. Рече ова е прва посета. Секако во иднина ќе се размислува и за развој на соработката. Амбасадорот Женшун рече дека се чувствува прекрасно, особено поради тоа што има можност да биде во, како што рече, еден толку убав град на денот кога пред точно 2 години ја отпочнал својата амбасадорска функција во нашата држава. Имавме размена на идеи и корисни мислења за надополнување и надградба на нашата соработка. Ја посетивме Weibo Group, кинеско-турска инвестиција од областа на конфекцијата која вработува 650 луѓе од градот. Потоа, на наше огромно задоволство, го посетивме пинг-понг клубот од градот кој дава голем процент репрезентативци на Македонија, а нас ни беше особено драго дека националниот кинески спорт се практикува и кај вас, и тоа успешно. Беше импресиониран од манастирот и околината, а додаде дека со задоволство слушал за тоа дека Европската банка за обнова и развој го објавила огласот тендер за изградба на пругата Белјаковце Крива Паланка, за која била заинтересирана и некоја кинеска компанија. Нашата амбасада е отворена за соработка на компании од која било област и поврзување на фирми од Крива Паланка и од Кина за остварување партнерства кои ќе придонесат за развој на општината. Од денешната посета заминувам со прекрасни впечатоци кои што ќе ги пренесам на моите соработници и ќе поттикнам што повеќе туристи од Кина во иднина да се запознаат со убавините на вашиот град. На крајот од посетата рече во блиска иднина повторно ќе иницира посета на Крива Паланка.